Со 77 гласа за и ниту еден против, собранието го донесе предлог законот за изменување и дополнување на изборниот законник. Со тоа се отвара можност за разрешување на Бедредин Ибраими од ДПА, а на негово место да биде назначен член од БЕСА, најверојатно Ермира Асани Салија, правничка од Гостивар. Покрај ова ќе има и скратени рокови за почнување на постапка за смена на членовите на највисокиот изборен орган во државава. Ново во изборниот законник во делот на составот на ДИК е воведување одредба со која се прецизира разрешување на член на ДИК. Според координаторот на пратеничката група Петре Шилегов, досега ваква одредба во изборниот законник немало. Тој очекува дека со скратени рокови би можело да се стаса пред локалните избори да се именува нов член на комисијата, со што исто така би се рефлектирала актуелната состојба. Се воведуваат одредби за разрешување на политичките представници во Државната изборна комисија, како би можело да се преслика ситуацијата во Државната изборна комисија. Двојца представници од најголемата владеачка партија, еден представник од втората владеачка партија, 20 представници од најголемата опозициона и еден представник од втората поголемина опозициона партија. Во случајот представник кој што ќе треба во понатамошниот дел пред отпочнување на изборната постапка да го именува движењето БЕСА. Претходно од БЕСА посочија дека очекуваат да имаат член во Државната изборна комисија на престојните локални избори. Во спротивно, одлуките на ДИК би биле нелегитимни и нелегални, вели Фадил Зендели од БЕСА. Ако влегуваме во локални избори со овој состав на Државната изборна комисија, имаме член во Државната изборна комисија кој е нелегален, нелегитимен и согласно тоа и одлуките на Државната изборна комисија ќе беа нелегални и нелегитимни. Значи очекуваме тоа да се направи сега пред локалните избори и тоа што е согласно законот, согласно волјата на граѓаните на Република Македонија, составот на Државната изборна комисија да биде согласно законот. Поддршка за нивниот предлог побарале од сите пратенички групи и согласно измените, најдоцна 30 дена пред одржувањето на изборите, ДИК треба да го рефлектира резултатот од последните парламентарни избори. Но промените ќе може да се направат и веднаш по изборите, доколку е потребно.